Македонија може да здивне. По подолг период од утрово нема активни пожари низ земјава. Сите се изгаснати освен еден, на планината Готен од Беровска страна кон Малешевските планини, кој е ставен под контрола. Изгаснати се во Рачиново, Газибаба, Гевгелија, Кавадарци, Карбинци, Македонска Каменица, Радови, Желино и уште 4 во Прилепскиот регион. Во меѓувреме владата почна да инвестира во кадар кој е неопходен, посебно за гаснење на пожари од воздух. За прв пат Агенцијата за цивилно воздухопловство конфинансира обуки за нови пилоти, параглайдеристи и падобранци со субвенции од 50% до 4200 евра по кандидат. Покрај тоа што ќе создадеме нови воздухопловци, сметаме дека ќе ги раздвижиме и активностите во спортските клубови и спортските аеродроми, кои што низ годините, соочувајќи се со финансиски проблеми, нерешени имотно-правни односи, не помогнати од државата, полека замираат, а кои што во минатото биле основ за создавање на персонал, од кој што подоцна корист имале и Министерството за одбрана и воздухопловните единици на Министерството за внатрешни работи. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски нагласи дека ваквите проекти се потврда дека Македонија може и има капацитет да води големи проекти. Тука сме да ги согледуваме состојбите и да ги решаваме. Како што кажа и директорот, ќе продолжиме со поддршката. Тоа е она што ние можеме да го направиме, а тоа е да дадеме поддршка, да стимулираме. Многу е битно дека процесот е отворен и транспарентен, тоа го истакнаа сите. Се надевам дека наследниот има уште поголем интерес и уште поголем број на пријавени кандидати. Еден од кандидатите, Марко Колекевски, сакал да се запише на воената академија и да стане воен пилот, но кај него постои желба и да научи еден ден да се справува со пожари. Тоа ми е една многу сериозна цел, бидејќи предходното лето особено, кога што имавме еден куп воздухоплови од различни држави кои што ни помагаа со пожарите, беше докажано дека навистина не сме спремни да се справиме со сите овие пожари, дека немаме доволно пилоти. Мислам дека е екстремно возбудливо и екстремно храбро тоа што го прават и што помагаат. Обуката продолжува, а на јавниот повик кој е веќе најавен се бараат 7 приватни пилоти на авион, 3 пилоти на лесни воздухоплови, 5 пилоти на едрилици, 10 параглайдеристи и 2 падобранци. Предходно директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов пак апелираше за внимателно за илинденските празници за да не се предизвикаат пожари.